Ориз во поезијата е новата книга на авторите Стоименови, која вчера вечер беше промовирана во Кочанската библиотека Искра. Оризот и оризовите полиња се опеани во самата книга, која се состои од 6 народни песни и 56 авторски, односно уметнички песни, најголем дел од роднокрајни автори. Книгата Оризот во поезијата е дело кое што е создавано повеќе години и идејата за создавање токму на оваа книга ни дојде од средбите кои што ги имавме со писателите кои што го посетуваат Кочани за време или на Петровденските конаци или пак на денови на Кочанскиот Орис, односно манифестацијата денови на Кочанскиот Орис. Сите тие ги понесуваат импресиите од Кочани и посебно се импресионирани од самата жетва на Оризот за време на манифестацијата денови на Кочанскиот Орис, што ќе биде и поттик и инспирација кога ќе се вратат во своите места да создадат песни кои што не ги испраќа и не ги споделува. Ова беше на некој начин и поттик за нас тие песни да ги собереме и да ги пребараме книгите и алманасите кои што се објавени од роднокрајните автори и на тој начин да ги собереме сите оние песни во кои што е опеан Оризот или пак оризовите полиња. Книгата Ориз во поезијата излегува од печат за 32-то издание на манифестацијата Денови на Кочанскиот Орис, манифестација која официјално со настани започнува од вечерва. Во наредните 3 дена Кочани ќе биде епицентарот на случувањата, а за гостите од државата и странство се подготвени низа настани. Ме радува што токму оваа книга Оризот во поезијата излегува токму на 32-то издание на манифестацијата Денови на Кочанскиот Орис, бидејќи реков токму и Оризот и таа инспирација која што ја понеле писателите, односно кои што пишувале во овие краишта. Кочанската библиотека Искра во одбележување на оваа манифестација се вклучи со секојдневни промоции на книги. За вечерва е закажана промоција на книгата, книжевни портрети и рецензии на роднокрајната авторка Славица Цветкова.